Арсенал испрати понуда до Фиорентина за 23-годишниот Стеван Јоветич. Тој е на излезни врати од тосканскиот клуб и ова лето дефинитивно ќе го промени клубот, а Арсенал покрај Јувентус важи за еден од најзаинтересираните за подписот на црногорскиот репрезентативец. Тој оваа сезона на 30 надпревар за Фиорентина во серија А постигна 13 гола. Од Арсенал на Фиорентина наводно им понуделе обештетување во висина од 28 милиони евра, износ кој што е само 2 милиони евра помалку од сумата која што ја бараат од Фиорентина за ангажман на нивниот фудбалер. Јувентус се подготвени да потрошат нешто помалку пари, меѓутоа Торинскиот клуб на Фиорентина ќе им понуди и играчи, а се споменуваат имењата на Фабио Кваѓарела или Алесандро Матри. Менаџерот на Ливерпул Брендан Роџерс потврди дека Луис Суарес ќе остане во клубот и следната сезона и покрај интересот од други клубови. Идејата на Суарес беше доведена во прашање откако уругваецот заработи суспензија од 10 надпревари поради неспортски потек која го гризна Бранислав Ивановиќ, но менаџерот Роџерс нема сомнеш дека неговата иднина е на Енфилд. Ние се обидуваме да се надополниме на неговите квалитети, затоа тој не се продава, изјави Роџерс. Има мал процент играчи кои се од светска класа, а тој е во оваа група. Мислам дека нема да биде различно од минатото лето кога дојдов и имаше интерес од многу клубови за него, но собствениците немаат намера да го продаваат, заврши Роџерс. Суарес оваа сезона за Ливерпул одигра 33 надпревари и постигна 23 гола и оваа година беше второ стрелец во премиер лигата веднаш зад Робин ван Перси. LA Clippers ја објавија дека ја завршуваат соработката со тренерот Вини Дел Негро и покрај на добрата сезона во клубската историја, управата не можеше да мине покрај фактот што тимот испадна уште во првата рунда од плејофот. Дел Негро мина 3 сезони на клубата на LA Clippers и оствари скоро од 128 победи и 102 порази. Во текот на минатата сезона Дел Негро го предводеше тимот до учинок од 56 победи и низа од 17 победи поред, што е нов рекорд на франшизата. Претходно беше тренер на Чикаго Булс со кој имаше биланс од 210 победи и 184 порази. Јубилејното 50-то издание на Суперболот во Американската НФЛ лига ќе се одигра на 7 февруари 2016 година на Либан стадионот во Санта Клара, Калифорнија. Новиот дом на Сан Франциско, кој ќе биде отворен официјално во август до година, убедливо победи во борбата со Мајами, откако над 75% од собствениците на тимовите гласаа за него. Ова ќе биде прв надпревар за титулата во регионот од 1985 година, кога на Стенфорд Емирати, Хјустон предводени од Џо Монтана го прегазија со 38-16 составот на Мајами. Риланд Емирати ќе биде домаќин на Суперболот на 5 февруари во 2017 година. Собствениците на тимовите одлучија до година во мај да го дефинираат домаќинот на Суперболот во 2018 година.